Како влада во изминатиот период ги поставивме темелите, сега е време тие темели да се надградат со систем што ќе гарантира резултати, затоа што дојде времето Македонија да гради паметно, да инвестира стратешки, да испорачува конкретни резултати, рече денеска премиерот Кристијан Мицкоски во обраќање на седницата на Комитетот за јавни инвестиции. Со формирањето на комитетот посочи државата воспоставува нов, потцврст и поодговорен механизам за одлучување кој не се води од импровизации, туку од јасни критериуми, визија и стратегија. Целта што ја поставуваме е јасна, секој динар од буџетот да биде насочен таму каде што создава најголема вредност, таму каде што носи раст, отвара работни места и го подобрува квалитетот на живот. Времето на стихино планирање заврши, доаѓа време на систем, одговорност и резултати, порача Мицкоски. Листата на проектни идеи, која денеска се разгледува како што рече е резултат на координиран пристап на повеќе институции и представува силна основа за развој на клучните сектори. Во транспортот зборуваме за модерни железници, нови електрични локомотиви, реконструкција на делници и поврзување преку коридорите 8 и 10. Тоа значи побрз проток на стоки, подобра поврзаност и посилна економија. Во образованието продолжуваме со инвестиции во инфраструктурата на знаењето, со завршување на објектите на ФИНКИ и Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, Универзитетот Мајка Тереса. Затоа што иднината не се гради без силен образовен систем. Во здравствените инвестиции, во регионалните клинички болници во Тетово, Штип и Кичево. Тоа значи подобра здравствена заштита, современи услови и достоинствен третман за секој граѓанин, наведе Мицкоски. Во дигиталната трансформација дополни поставуваме темели на модерна држава преку воспоставување на владин податочен центар, сигурна мрежа и зајакната кибербезбедност. За секој од овие проектни идеи, Министерството за финансии даде позитивно мислење за продолжување во следната фаза. Тоа значи дека се работи за сериозни, издржани, остварливи иницијативи. Токму тука почнува нашата најголема одговорност. Комитетот не е формалност, комитетот е филтер на квалитет. Вашата задача е да ја утврдите листата на оценети и одобрени проектни идеи, која ќе биде основа за првата конечна листа на јавни инвестиции, порача премиерот.